Здраво на сите, добро дојдовте во најновата епизода на подкастот Јустинијан збори. Моето име е Ѓорги, а со мене денеска, како и досега, се моите драги колеги од Правниот факултет Јустинијан I од Скопје, Димитар Тромбевски Тромбе, кој ни доаѓа директно од Битола, и нашиот Джеймс Бонд, Никола Донев Штип. Како сме, колеги? Одлично. Ѓорги, да те поправам, од Скопје се јавувам денес. Никола и јас конечно слетавме во Скопје. Овие 2 дена малце јас барем се навикнувам на животот во Скопје. Малце чудно ми беше после 24 дена поминати струмичко. Ама добро е, се навикнувам. Никола, кај тебе гледам огромно знаме позади тебе. На што се должи тоа знаме? За тие што не ме знаат повеќе, јас инаку си така собирам знамења, така што ова е последното во на моја во колекцијата што имам од знамења. Сушто ова е знамето на Сојузната држава Калифорнија од САД, а инаку беше подарена од волонтер на Мировниот корпус, со кој што сработувавме додека беше овде, така што кога ги евакуираа назад во САД, тоа ми го остави ова, така што сега ќе биде, барем во наредниот период, ќе биде во позадината на снимка. Никола, ова може оф рекорд да те прашам, ама ај вака ќе идеме on air. Дали си за Калифорнија да се отцепи од Америка? И дали го користиш подкастот за да ја протнеш идејата на отцепување на Калифорнија од Америка? Апсолутно не, Калифорнија се станува таму каде што е, а е плюс тоа според уставот на САД, на нивна членка не е дозволено излез од Унијата, така што... Освен на мојот Тексас. Ама добро, така, Димат, ја ова му го сваќам као морало да го каже, така што го сваќаме као одговор да. Ова е чисто пропаганден одговор, talking point. Но, ајде сега, ја и Димитар ќе разработиме оваа тема и може уследните епизоди да направиме експозе на целото дејствување на другарот Никола и како тој со група на други луѓе сака да ја отцепи Калифорнија од Америка. Но за тоа... Ќе припоиме за Македонија. Пази, тоа би било стварно добро ако го успеете. Ама да не претегуваме сега. Дај да видиме што се дешава. После тоа имаме интервју со доста интересен гостин. До сега имавме студенти, имавме професори, па и активисти, а за денеска гостин ни е Бленди Ходај, средношколец и председател на Сојузот на средношколци во Македонија. Си позборувавме со него, ќе може тоа да го слушнете после нашиот мал воведен дел. Кажувам мал, пошто се надевам дека ќе биде мал. Ама, колеги, ја минатаа недела зборавме за ова дека лидерите се договорија, ова недела се договараат, ама изгледа и за тоа убаво не се договориле минатаа недела. Па така некои mixed signals добиваме од вчерашната дека вторник вечер снимаме, од средбата кај Пендаровски. Заев вика избори има на 21 јуни. Мицковски некои предлози дава за избори август-септември. Никој ништо не знае што се дешава, а сите се прават дека готово е, избори тогаш кога они ќе кажат. Каков ви е онака некој првична реакција на лидерскава? Првична реакција би била дека не се способни да се договорат за еден обичен датум. Но се гледа дека сите си имат своји интереси кога ќе му види датумот. Јасно е дека ВМРО сакат што покасно. Не дека се нешто многу загрижени за короната, најевидентно е дека од септември ќе има втор бран. Се надевам дека нема да има, голем дел од здравствените експерти викаат дека ќе има, поради што ваквите вируси се шират кога е пониска температура, додека луѓето во затворено се движат поќе. Така најверојатно тогаш е најнесоодветно и најверојатно ќе има втор бран. Сега би било најсоодветно, ама сака малце покасно и сега моментумот е на страната на моменталната власт. Барем нешто како што се гледа сега.
а власта си брза оти има некој bump in the polls. Па сега ќе видиме исто така, баш слушав на професорот Шкарич на Радио Денес, баш кажа тој дека после завршувањето на вонредната состојба, дека ќе продолжат роковите кои што бе претходно за изборите определени. И сега тие рокови, ако по 2 недели ако заврши ова, тие рокови би завршиле негде од прилика 21 јуни, ако не се лажам. И ако е таква ситуацијата, ако веќе се знае кога ќе бидат изборите, не гледам причина зошто би се договарали in the first place за избори. Кога веќе има рокови определени, кога само ќе си продолжат. Да, може би тука е спорното и нели фактот затоа што ние се уште до некаде се расправаме за тоа дали постои собранието и дали не. Функционираме со на зомби парламент, но дефинитивно за изборите некако се гледа на површината тој политички интерес да има избори или да нема што поскоро или полусно да бидат, но мислам дека тие се единствени излез моментално од една мала уставна криза што имаме во услови кога парламентот не е функционален де факто. Секако новиот парламент треба да биде тој кој што ги оцени сите уредби со законски сили од што се донесени владата во овој период за да се воспостави таа троделна контрола повторно. Да, која веќе го спомна Димац ти Шкарик, баш пред да почнеме со снимање, имавме можност да прочитаме некој негово видување за распуштањето на собранието и сето тоа. Нема да навлегувам во тој некој си дел распуштање на собранието, туку би се надоврзал на тоа Никола што го спомна за уредбите со законска сила која владата сега може да ги донесува. Знам дека пред 2 недели постоеше полемика или дилема што ќе биде со одлуките кои владата сега ги носи као уредби со законска сила. Така што мислам дека добро е објаснето и Никола ти го спомна дека собранието кога и тоа да го добиеме ќе одлучи дали кои ќе бидат прифатени, кои ќе бидат делумично прифатени и надоградени од страна на собранието, кои ќе бидат целосно или делумично одбиени. Па така мислам дека целата таа фама што се крена се ако прекине вонредната состојба и распишат избори, што бидува со не знам, со прекинувањето на училишната година кај средните и основните училишта или со новите сет мерки. И дека тоа си зависи од собранието и се надевам дека нема да се прави таква некоја пропаганда за да се створи некој страв кај луѓето, као никој не знае што се дешава, кога уствари убаво се знае што треба да се случи. Сега јасно ми е дека сме пак у Македонија, дека она што треба да се случи и што ќе се случи е малце поразлично, ама сепак се има добри аргументи и добар као геймплан за што понатака. Во врска со изборите, не знам, јас сум малце поделен. Ќе збориме малце покасно за каква е ситуацијава со короната моментално и малце последниве неколку дена не влеваат толку надеж дека треба избори што порано. Ама со ситуација во која во моментот се наоѓаме, кај што имаме техничка влада која што не знам, министери имаш на ВМРО што кочат цела влада и што може да дојде до некои несакани последици. И као таква ова техничка влада нити има мандат да управува со кризава, нити треба да управува со кризава, пошто единствен мандат кој таа го има е да организира избор. И тука ја го имам тој проблем и затоа не сакам изборите да се одолжат август, септември, октомври и кажав и минатиот пат кога зборевме. Ако се одложуваат, тоест ако не се одржуваат сега, враќање на политичка влада и избори у декември. Едноставно. Сега знаеме дека не е толку законски изводливо, пошто немаме никаде определено дека тоа може да се деси, ама логично по свет на настаниве така треба да се одвиваат нештата, барем според мене. Она што ми беше до душа најинтересно, после може вие да се надоврзате, е
целата пресконференција на Кристијан Мицковски вчера. Седнав, ја изгледав од почеток до крај и ништо, ама башич ништо конкретно не каже. Се правеше второто доаѓање на Нелсон Мандела и мајка Тереза заедно и велеше дека ВМРО-ДПМН најмногу се грижи за граѓаните, за нивното здравје, за тоа дека треба да бидат дома и сите тие, не знам, флоскули кои ги користеше и лажеше. Доби прашање, не знам колку ја следевте, пошто Мицковски тешко да слушаш. Ги жалам неговите студенти на факултет, ама ја една пресконференција му ја изслушав вчера и беше прашан дали прво не се сеќам точно дали беше прашан или сам излезе со констатацијата дека 50 држави веќе имаат одложено избори. Не спомна дека некои веќе држави презакажаа и почнуваат у јуни да се одржуваат избори, но небитно кажа 50 држави одложиле, на што новинар му постави прашање дали има некоја држава моментално во Европа која што се наоѓа во истата ситуација како Македонија. Тоест, дали има држава со техничка влада и нефункционално собрание. Мицко го цитира. Еве, Словачка, треба ли уште некој пример? И, пошто не знам што се дешава у Словачка, тоест не знаев вчера, која Мицковски, ја догледав пресконференцијата и идам. И пишувам, Словакија, election, корона. Пошто така се гугла, нели? И ми излегува, пази ова. Словачка ги одржа парламентарните избори на 29 февруари оваа година. Има функционален парламент, Народна рада, која во актуелната ситуација секојдневно одржува сесии и од 21 март има влада. И сега како ја да му верувам дека Мицко сака да ги зачува граѓаните од некој нов бренд на коронавирус во Македонија? Не може. Може би кога се пристапува кон ова треба да се гледа баш во тоа што ние се наоѓаме во една поделикатна состојба од некои други земји кои би имале избори во овој период, а тоа е фактот што ние имавме техничка влада која што мандатот требаше да трае 3 месеци само до 12 април. И после тоа, после изборите, формирање нов парламент, стои нова влада. Уникатноста на ситуацијата е тоа што 12 април помина, техничката влада остана и сега сме во една лимбо ситуација каде што единствен излез може би се изборите. Затоа што ни треба повторно да афирмираме таа троделна подоба на власта, да се воспостави парламентот, за да имаме контрол над владата. И таа влада мора да биде избрана од легитимен парламент. А повикувањето на стариот парламент не е опција. Да. Мицковски тоа што кажа дека настрана тоа што не се договорија, тој си кажа неговите предлози за крајот на август и почетокот на септември. Јас пак би се навратил на тоа што професорот Чкарич го кажа. Не знам како предлага определени датуми, кога најверојатно ако се укини vanредната состојба мора да има избори. Роковите ќе си продолжат и ако се пробијат тие рокови, исто да го каже и професорот, ќе дојдеме во ситуација кај што Уставен суд ќе ги прогласи изборите за неуставни, ако се пробиени роковите. И се што правиме во таа ситуација? Сега сме во друга деликатна ситуација кај што не ни знаеме дали имаме собрание, си земат плата пратениците, ама не се пратеници, валјда се не се, не знаеме, ама битно плата си земат. И сега во тогаш пак узне во каква ситуација ќе видиме ако имаме избори, се оформи парламент и Уставен суд речи нема неуставни се изборите и што правиме сега. Најверојатно е сигурно ше пак плата ќе си земат пратениците, ама дали ќе работат, не знам. Сега најверојатно нема да се продолжи вонредната ситуација после овие 14 дена
и сакал Некел Мицковски, жалам друже, ама мора избори да се има. Тоа мора некако да се излезе од оваа ситуација. Ма пази, мене најак детал ми е што Мицковски секако излева на избори. Као и на 21 јуни да се, и утре да се избори, Мицковски секако излева, бидејќи ВМРО има доставени кандидатури, има доставена пратеничка листа, му се прифатени, има и бројче дури добиено, така што Мицковски држал митинзи, или се надам дека никој нема да држи митинзи, ова уште од старт да го кажам, ама Мицковски водел кампања или не, нема, као никој не го праша него, ама баш ич ништо. Мицковски ќе има на избирачкото листче. Тоа ми е најак детал кој што ова недела го дознавам. И се смеам, буквално. Не знам и опште зошто веќе се договара, готово. Закажете дата и веќе да идеме на избори, пошто, не знам, луѓето као корона да нема, се шетаат денеска низ Скопје, се шетаат, многу име гајде, гледам доста луѓе по Инстаграм си ставаат од викендици, од таму друго со друштво, никакво социјално дистанцирање, зошто се грижиме за здравјето на луѓе? Зошто политичари да се грижат за нашето здравје, кога ние самите не се грижиме? Ама тоа е као друга тема. Да, една убава работа што каже министерот Филипче, без разлика согласувајќи се со него или не, едно нешто што каже дека ние луѓето сами си сме одговорни за нашето здравје. Сега веќе имаш определени мерки, се ако не ги почитуваат мерките луѓето, ако се разболиш, јеби га, ти си одговорен. Проблемот е што не е само, не можеш само сам од себе да му направиш некоја штета, да си направиш некоја штета. Проблемот е што и други ќе ги ставиш у опасност и тоа као дефинитивно треба да се проба да се отстрани тој човечки фактор од тоа да ние да одлучуваме за другите. Пошто така ако сме кренале да му умре кравата на комшијата ќе. Буквално. Ама кога иде збор на кога збориме за избори, а се вадиме на тоа, еве, ние се грижиме за граѓаните, кога граѓаните сами не се грижат за себе, кога сами од себе се прашувам дали вреди да бидам као тој што ќе каже не треба сега избори заради корона. Така, Мицковски вика дека се грижи за граѓаните. Има министер за внатрешни од неговата партија, како што самиот министер каже дека тој ги слуша наредбите на неговиот врховен командант, лидер, маршал Христијан Мицковски, како год и да си се нарекуваат. Ама гледаме дека луѓе си се шетат слободно, полиција нема нигде. Полицајците не носат маски, а треба сите да носиме маски. Не казнуваат никој. Мислам, од почеток нешто почна, као се казнува, ама сега ништо. Вчера бев во Скопје, денес се вратив. Се вратив на цел автопат, ни цело Скопје, ни цело Битола, нито еден полицаец не видов. А живееме во вонредна состојба. Значи, не знам од кога немало, не знам ни дали имало некогаш вонредна, ни кога имало, не знам, ништо не знам, ама сигурен сум дека порано имало повеќе полицајци на улици отколку сега во вонредна ситуација. Битола, чист пример. Јавор, ако слуша битолчански, знае сигурно кај Јавор, секогаш има полиција. Секогаш. Денес и овие дена немаш. Чудно е. Да кажеме као дисклеймер уште еден, не сме ние за полиција да има насекаде. Ама ако имаш мерки, тие мерки како ќе знаеш дека се почитува? Мора некој да ги спроведи и ако некој не ги почитува, мора некој да те казни нешто да направи. За да си работа полицијата, не сега да оди да затвора без причина луѓе. Туку имаш определени правила, кои што тие почитување на тие правила се од општи интерес. Сепак, не сакале дали признали или не, живееме во здравствена криза. И секоја наша одлука, какви да било, може да има реперкуси кон други, не само кон нас. Но ние може да се разболиме, ама ако ние се разболиме, можеме и друг да го разболиме. Затоа тука полицијата треба да стапи да биде во заштита на граѓаните. Не само да казнува за фрлање пикавци или за зборање на телефон или што и да било, луѓе
слободно го прекршват полицискиот час и полицајци го прекршват полицискиот час, ако видите емисијата на 360 степени што направи. Мислам дека на Алсат дека е, не знам. На Алсат, као полицајци во Тетово си пазарат на сред полициски час во продавница, никому ништо, униформирани, никому ништо не прати. Кога новинарот ги праша да што правите, овај полицајец му рече многу прашваш. Као и после како ни е чудно дека се зголемува бројот на заразени. Македонија. И тоа додуше имам зборено со доста луѓе баш за ова изговор дека е Македонија е па се дешаваат нормално е. Стварно е жално што секое нешто необично што ни се деша или чудно или нешто што не треба да ни се деша, имаме изговор и така е, као у Македонија си, као тоа е, еви га. Што може да направиш, македонче. Си го земеме тоа како причина ништо да не правиме. Као се деси нешто, тоа е јеби га. Као не можеме ништо да направиме. Као ќе му кажеш на некој другар и ќе ти каже, well, it is what it is, као и ти си као чекај сега. Ама добро, right. Moving on, да продолжиме апдейт со корона, као малце спомнавме во првичното излагање, као ситуацијата не изгледа добро, барем овие последните 3 дена. Последните 3 дена е слаб сум со математика, ама 77 нови потврдени случаи. Колку? 8 лица починати. И пред недела дена имавме, недела 2 имавме као едноцифрени бројки и без починати неколку денови поред. Сега малце се гледа спајк. И ја имам своја некоја теорија зошто се дешава, као не сум епидемиолог и не сум вирусолог и као не ме слушајте ако сакате некои здравствени совети или да ви објаснувам што е корона и како се дешава и зошто се дешава, но сметам дека се тоа олабавување на мерките, кое, by the way, се кореспондираше со 1 мај, после со Георгиевден, па после и со немање на полициски час за време на, тоест воведување на полициски час за време на викенди, кога луѓето си патуваат со друштво по викендици, по село, насекаде низ државата. И мислам дека, знаеш, веќе не гледам зошто ние да ги обвинуваме религиозни луѓе и организации. Сами сме си криви. Ти дава владата полабави мерки, пошто реално видовме дека родија со плод првичниве мерки, па сега може малце да ни дадат повеќе слобода. Ова малце повеќе слобода звучеше морбидно, ама дека стварно иде повеќе слобода и малце не е окей од човекови права, ама во аспект на темата ни даде повеќе можност да видиме надвор. И ние што правиме, ние само придонесуваме бројките да се зголемат и само докажуваме која ѓубра нација сме. И не знам како, и после пак избори не икеме. Зошто не икеме кога сите сме надвор? Да, реално ништо нема да смени. Па секако сите луѓе не се дома, се надвор, ама кога збораме за избори и онака никој не излегува на избори, кој излегува на избори, секогаш имат рекордно ниска излезност, освен тоа од 2016 мислам изборите. Значи денеска се враќам, бев излезен цел ден, се враќам, излезен by the way, ама почитувам social distancing и за добро беше. Нема везе, се враќам и у паркот кај мене, тука у Скопје. Една групација на млади луѓе кои беа од 15 до 20 години, по едно 5-6 луѓе на едно место, као сите заедно, никој маска, ниту се држи расстојание, се гушкаат се заедно, друга групација на едно 10 метри од нив, као social distancing помеѓу групи, ама. И иста шема, трета позади нив. И као
овие секако не излеваат на избори. Овие чим се отворат кафичи и рестораните, први ќе бидат таму. И ние после се грижиме за избори. Не знам, малце ми е чудно и доста циничен станувам денеска, ама Да, јас сум малце циничен и подизнервиран, пошто излегов и јас денес до накав парк прв пат, иначе излегвам во парко Битола, откако сум вратен во Битола, веќе сум месец и пол можда вратен. Баш гледав негде на кај планини да се движам, ама и јас барем да подизлезам, се разбира со маска, цело време со маска. Излегвам и гледам како да е секој нормален ден, како корона да не постои. Испоизлезени луѓето од сите. Маска носевме само јас и уште, што би рекол, уште тројца од Мичиген. Значи, никој скоро не носеше маски. 2-3 само што ги видов. И на крајот седнавме на натрева, јас и уште 2 другари, изолирани од другите, не бевме во никој близина, ама сепак ме зачуди како се понашат луѓето како ништо да нема во групи од по 5, 6, 10 луѓе. Имаш едни од одбојкарски клуб Битола одбојка тренираја. Како на мал простор собрани поќе од 10 души и играја одбојка. На сред парк, кај има многу луѓе и така натаму. Мислам, јасно е дека понашањето треба да ни се смени. Јас се надевав од почеток дека после коронава малце ќе смениме начинот на живот, дека нема пример на банкомат да бидиме сите истискани еден до друг или во сендвичара или во пекара да се пикаме еден до друг, да си дишиме како што било порано, дека малце ќе се сменат тие работи, ама најверојатно нема да се сменат. И што кажа кој е крив за тоа, настрана што сме ние луѓето, ти спомни религиските организации, јас би рекол дека тие треба да бидат одговорни, пошто голем дел од луѓето религиските организации ги гледат како врв на авторитетот, како поголем авторитет од определена влада. Да речеме некој што ќе му каже оџата, му е многу побитно тоа што ќе му каже Зоран Заев, речеме, или Стево Пендаровски. Баш дека има толкаво влијание, со големо влијание треба да се сноси голема одговорност. И да, ја иначе баш сега кога збореше ти, Димитар, одлучив да им упатам извинување на постарите луѓе. До сега сметав дека, знаеш, они не дека они се дел од проблемот, ама дека нема да ги почитуваат или не ги почитуваат правилата и сето тоа, ама денеска најголем дел од нив сите беа носеа и, знаеш, се придржуваат до правилата и тоа е убаво да се види. Младиве не очекував ништо повеќе, ама барем не очекував одма вака да биде, максимално разочаран. И едва и чекам кафичи да се наполнат, па по Facebook и пак да гледаме слики као оние уште од старт кога сите беа на едно место. Ама шта е туе, Македонија? Да, јас искрено се надевав и долго време мислев дека ние младите, баш направо дека ние младите ќе бидеме најсвесни за сериозноста на ситуацијата, пошто како млади сме цело време на телефон, цело време имаме интернет. Значи можеме 2 секунди треба на Google да се напиши да се видат сликите од Италија, кои што во масовни гробници клават луѓе кои што починаат корона. Може лесно да се најдат кои се симптомите, како да се избегни, дали носење маска е ефективно. И така натаму се имаме на интернет, дори вклучувајќи теориите на заговор дека коронавирус equals 5G. Без разлика. Има многу податоци кои што ние барем младите можеме да имаме пристап лесен, ама изгледа како да немаме воопшто никаков пристап. По старите од друга страна, кои што може да нема толков пристап до информации како ние, се посвесни поголемиот дел носеа маски. Друго нешто што ви кажал, што прочитав една статија, само да видам кај беше, на Фокус, за еден епидемиолог од Прилеп, кој што извади отворено писмо. Епидемиологот е Горан Кузевски од Прилеп, кој што баш збора за слични работи ние како сега што збораме, дека уствари голем дел луѓето не се свесни за сериозноста на ситуацијата, но тој се разбира од негова лична перспектива како епидемиолог кој ја знае каква работата на терен. И често кажува негови искуства дека му се јавува на негови пациенти
да му го изјави резултатот од корона тестот и во позадина слуша џагор од луѓе. И ќе му кажат, абе, ние гости имаме на кафе 8 души има дојдено, може да човекот е позитивен. Му се јавува епидемиолог да му каже дека е позитивен или негативен без разлика, ама тој си вика гости. Каже дека таков некој, тој специфично вика за прилеп, ама јас би рекол и поширок од прилепот и тоа дека има некој менталитет као не е ништо ова, грипче е обично, 5G и така натаму, дека не е сериозно сватено. Работата дека не е уствари грип. Може да и грипот и ковид се двата од фамилијата коронавируси, ама не значи дека се апсолутно исти. Многу по-сериозен е коронат и треба да го сватиме како таков. Многу би рекле дека топло е и ќе си бега. Еве го, не си бега. Веќе колку време со ред имаме бројка на заразени околу 30, плюс минус, од 22 до 30 и така натаму не паѓа. Са причините, од прилика, се и олабавувањето, и владата крива, сега да не му давам амнестија тука дека се светци Филипче или не знам шо. Се олабаја за 1 мај, тоа е факт, луѓето се поизлегува по ливади, си ојдоа по викендици, си седеат цел викенд, се дружеа во големи групи, си дишеа меѓу себе и нормално, нека ќе се прошири. И тие се криви, ама без разлика, еве да земеме пример некоја европска држава како Шведска, еве Словенија ќе земам за пример, пошто поќе знам таму што се дешавало. Немаше вакви рестриктивни мерки како кај нас. Полициски час не верувам да имаше, само отворени беа продавници за храна и такви кафичи, угостителски не работеа ништо, ама многу поблаги мерки од кај нас и веќе може да се каже дека објавуваат победа над короната. Ама тоа е така затоа што словенците во тој период не ни се поздравуваја. Знаат која е ситуацијата, знаат кој е вирусот, не излегват од дома, работат од дома, ќе издржат 2 недели, 3, 1 месец ќе се стегнат и знаат дека 1 месец никој ако не излегва, ништо ако не прави, ќе се замини. Нема друго што да направи. Ама очигледно ние тоа не го сваќаме, ние сакаме да си продолжиме со животот, па што биде, нека биде. Ја тоа сега ти што кажа за Словенија, би го кажал и кога некој ќе земе ќе ти спореди со Шведска, дека еве олабавени мерки, луѓе се движат било што, како успеа они да се справат, а ние требаше полициски часови, не знам, и што друго треба. Има една голема паника цела споредба, пошто прво и основно споредба не може да се направи. Менталитетот на луѓето е разлика небо и земја. И тоа е многу битно. Не можеш ти да може да замислите каква се ситуација ќе имавме сега да немавме полициски час? Не знам. Не сакам да се занимавам со предикција, ама лудница ќе беше. Така што кога некој споредува, еви ти сега што кажа Словенија или Шведска, споредувајте барем со некој држави со кој што менталитет сме исти, као позиција сме иста. Споредете не со Србија. Као Србија кога прогласија крај на вонредна состава минатаа недела, закажаа одма избори, собрание се у Србија ситуацијата е ненормална, нема да почнам како што се дешава, може 2 сати да збориме за тоа, ама си закажа избори све кој што треба, иако Вучич е будала, ама ова го копирам Кесич дека будале. Anyways, луѓе, значи имаат многу голем број и на нови случаи и на починати луѓе, си продолжува таму. Гледајте, олабавување мерките и таму. Исто, луѓето си излеваат. Коронавирус има. Ако сакате веќе споредување, споредете не со Србија, сакаш. Но мислам дека многу зборевме. Не знам, колеги, кажавме доста работи. Имаме планирано како уште една цела тема за која што требаше да ни биде како ударна тема, ама не знам, ајде уклучете се во разговор да ја оставиме за некоја друга епизода, пошто како што гледам веќе колку 30 на 40 минути минимум збори. Па така да оставиме за следна епизода, мислам дека ќе биде најдобро тоа, бидејќи заслужува повеќе внимание како ударна тема.
Да, се согласувам. Па добро, колеги, темата инаку која требаше да биде за шарената револуција, за 17 мај, некоја наша рефлексија на како се поминало и како се помина, уствари, и некои последици од тоа. Ќе оставиме за следната недела, се надеваме, може и за понатака, пошто генерала може да збориме кога сакаме за тоа. Сега ќе продолжиме со интервјуто кое што го најавив во почетокот со средношколецот и претседател на Сојузот на средношколци во Северна Македонија, Бленди Ходаи, а ние, колеги, пак следната недела. Инаку, за малце ќе заборев, треба да најавиме ново со подкастот. Да, подкастот Јустинијан збори оди на интернационално ниво. Да, дека не знам, зборавме веќе неколку недели, имаме доста луѓе кои што сме ги запознале низ годините наназад, со кои што реално не можеме толку да збориме македонски. Дел се уште во државата, дел веќе не се. Па така одлучивме да направиме англиска верзија од подкастот, која што би излегувала 2 пати месечно, за време на викенд. Првата епизода на англиски или Justinian Talks, пошто многу сме иновативни, па само го сменивме од македонски во англиски. Првата епизода на Justinian Talks ќе биде со еден на мене и Никола, еден драг пријател, со кој што направивме муабет на доста интересни теми. Неговото име е Фил Пинчтон и тој моментално е во Тајланд. Инаку поранешен волонтер со мировниот корпус на САД во Македонија, а сега е наставник во Тајланд. Ќе излезе, мислам у недела, ама може и у сабота. Ќе видиме како ќе иде со логистичките работи. Како и да е, супер си поминавме со него додека снимавме интервјуто. Имаме планирано уште доста интервјуа такви како неговото, така што очекувате уште доста интересни работи од нас. А следната епизода иде среда со некој нов гостин, со некоја нова тема, така што колеги, останете ми поздравени, stay safe, нормално. И пак ќе кажам, не идете у кладилници. Нема на што да се кладете. Здраво на сите, добродојдовте назад во најновата епизода на подкастот Јустинијан збори. Со мене денеска е Бленди Ходаи, претседател на Средношколската унија во Северна Македонија. Добре дојде, Бленди. Здраво, задоволство ми е да бидам дел на Јустинијан збори и да зборам за ученичките права. Да, веќе некое време сакаме некој средношколец да викнеме во емисија, бидејќи, не знам, имавме студенти, имавме професори и активисти, но сакаме да дознаеме што повеќе се случува во таа област, во средно, и не гледам подобар соговорник од тебе, па би те прашал пред да наминеме, да преминеме на официјалните работи околу средно училиште и унијата и се тоа. Како го поминуваш времето во карантин? Супер, во почеток беше малце тешко затоа што не сме научено да бидеме дома цело време, да бидеме на самоизолација, ама на текот на времето се пробав адопт на тоа што на околностите што ги имавме. И мислам дека ја користам многу на продуктивен начин. Работиме со групата на Сојузот на средношколци, работиме со други проекти за средношколците и многу важни работи за учениците. Да, те најавив како претседател на некојата средношколска унија. Па сакам да ни кажеш збор два за што е што представува целата таа организација и како настана таа идеја за да ти како еден од формирачите да ја формирате како организација. Сега организацијата почнеше
Сојузот почнеше у 2017 година. Беше почна во Тетово. И мислевме во тоа време, мислевме дека ќе работиме само во Тетово. Иначе идејата што го направивме, идејата што ја имавме да го направиме како сојуз, беше да бидеме гласот на безгласите средношколци, затоа што на време кога јас станував дел на средно образование на гимназијата Кирил Печиновиќ во Тетово, гледав многу фрустрација врз учениците и тие имаат страв да ги кажат мислењата и ставовите што тие ги имат за некои проблеми, за некоја работа поврзан со образованието и поврзан со училиштето каде тие се дел. Другата идеја беше да бидеме спротив статус-кво состојбата на образованието на Северна Македонија, затоа што од кога е Македонија како independent country, ние немаме визија за образованието. И ова е многу нешто проблематично во општеството, затоа што образованието е многу важен дел за прогрес на општеството. Ако сакаме да имаме добра иднина, обавезно е да инвестираме и да се фокусираме како може да го подобруваме нашиот образовен систем. Како може да го направиме како ако сакаме да бидеме дел на Европската унија, треба да аспирираме да бидеме нашиот образовен систем да биде како образовниот систем што е во европските земји. И тоа беше многу важно за сите ние што бевме основачи на организацијата, затоа што сакавме да го развоиме критичкото мислење врз учениците, дека тие може да зборуваат многу гласно, да му дадаме моќ на гласот на учениците, да зборат за проблемите што тие ги имат тие се во училиште или во време кога збориме за образовниот систем in general. И ова беше малце во почеток ни беше малце тешко затоа што ни требаше да ги мобилизираме сите ученици. Инаку тие на тоа време што е многу смешно е дека ироничен е фактот дека на тоа време имавме 7 сојузи на средношколци што беат фиктивни, што многу луѓе што работат во општина ги користат тие како да земат кредит кога имат избори за political points. И малце ни беше тешко ова затоа што многу од учениците мислат дека ние ќе бидеме исти како другите сојузи што беат пред нас. Иначе нашето гол беше да бидеме спротив статус-кво состојбата и сакаме да бидеме различни од другите. Тоа што многу сме различни е дека многу сојузи, многу студентски организации многу се фокусираат на да направат многу активности. Ние сакаме да направиме повеќе адвокаси. Затоа што мислиме дека е важно да има ученичко тело што ќе ги представува учениците, средношколците на институциите на Северна Македонија. Да, спомна на почетокот дека целата идеја за организацијата започна од Тето. Сега сте во повеќе градови колку што следам.
па можеш да ни кажеш од самиот почеток како организацијата напредува и дали е проширена на секаде низ државата. Како кажав порано, ние почнавме само во Тетово во 2017. Во 2019 имавме малце импакт на тоа што имаме направено и почнавме да бидеме проширено во други градови во Северна Македонија. Прво бевме проширено во Гостивар и Кичево и функциониравме така до 10 јуни, кога завршиле годината и планифициравме да бидеме и во другите земји. Сега моментално што збориме, ние сме најголемата студентска ученичка движење во Република Северна Македонија, што работи во 14 градови во Северна Македонија. Само за 2020 ние сме проширени во 7 градови. Мислам од периодот јануари до мај сме проширени до 7 градови и тоа е многу, тоа кажува колку импакт имавме до општеството и до младите и до средношколците. Ние моментално чекаме и планираме да бидеме проширено и во 3 градови и ќе завршиме со проширањето. Ќе треба да бидеме проширани во Радовиш, во Кочани и Гевгелија и со тоа ќе го завршиме нашиот проект што се викаше нашиот глас секаде. И тоа е многу важно затоа што секој ученик во секој град на Северна Македонија има една ученичко тело што може да ги представува нивните интереси, нивниот глас и тоа е многу важно за иднината на младите и на нашето општество. Затоа што порано јас и многу други ученици и студенти се фрустрирани зашто имавме многу и имаме многу студентски собрании, сојуз на средношколци што имат политичко влијание. Ние знаеме од протестите што беат од 2016 со УКИМ и во 2015-2016 со УКИМ. Знаеме имаме и многу други универзитети од Тетово што имат студентските собрани имат многу политичко влијание. Ова е многу проблематично затоа што влијае до квалитетот на образованието. Мора да направиме една инклузивна атмосфера што секој ученик може да го каже нивниот мислење за одреден проблем. И така да секој да има добар представник што ќе го представува во институциите што треба. Да, спомна политика, спомна подобрување на целиот тој образовен систем, па би те прашал од 2017 кога постои така организација па се до денес. Каков е вашиот однос со Министерството за образование и дали гледате, збориме сега за времето допред кризата со корона. Дали гледаш ти као средношколец и као некој што е заинтересиран за подобрување на средношкол, на целиот образовен систем, дали гледаш некој подобрување во последните неколку години? Вака, кога збориме тоа проблемот со образовниот систем, прво е проблемот со општеството, затоа што кога си млад и кога си не имаш 18 години или имаш и си млад, општеството не мисла дека ти си во право.
И ова е многу проблематично прво како општество, зашто не ги прифати што младите сакат и што младите мислат за одреден проблем, одредена работа. Да ви одговарам на тоа што ме прашате. Проблематично е дека ние имаме министер што ние сакавме да имаме состанок со министер на образованието 2018 и пративме 35 имейл до МОН за да се среднаме, да збориме што средношколците сакат на образовниот систем. И ние требаше да чекаме една година, пративме имейл од јануари 2019 и треба да чекавме една година да се седнеме во јануари 2020. После што почнаме да пратиме 35 имейли и требаше он да не прифати на состанок. И ова кажа многу дали ние можеме да, иако имаме многу мислење што може да се подобрува, да го подобруваме нашиот образовен систем, кога имаме луѓе што се in charge на некоја одредена институција, што се како values го имат, се арогантни и не ги прифаќат другите што мислат, не можеме да направиме промена во образовниот систем. И инаку ние многу работи имаме зборено овие 2-3 години што постоиме. Ова година почнаме да збориме многу гласно за недостатокот на учебниците. Е проблем што знам дека мислам и ти го имаше проблемот кога си бил средношколец и овој проблем продолжува. Тоа е малце многу еден проблем што треба да се реши затоа што да го имаме истата работа за 10 години, да не имаме некој опција како да се реши, тоа е многу трагично. Да, дефинитивно и се согласувам со тебе. И знам јас како мене ми беше кога бев средношколец, кај што, не знам, по некој предмет ќе немаш учебник цела година. Еве сега, баш пред некој ден ми се деси, бев дома со брат ми, као испрашување имале нешто, историја или онлайн сега испрашување, и го прашам кај му учебникот, немаат учебник исто. И ништо се нема подобрено. И тоа ми беше интересно и дефинитивно е голем проблем, поготово дека еве се воведе учебник за сите као државата дава, ама кај се учебниците? Тоа е голем проблем. Се може малце да направиме дитур, ќе се вратиме после за што највеќе ни фали, која е вашата визија за образованието. Сакав сега да продолжиме во насоката коронавирус. Случај државата, мада и целиот свет малце неспремен не фати. Каква е моменталната ситуација во средните училишта низ Македонија и како се одржува и полагање и предавање и се тоа? Сега, ако го гледаме, во право си дека коронавирус го свати целиот свет неспреман за да го менажираат некоја криза или состојба како ова што го имаме сега. Ама да се поврзаме кај образованието на време на корона, мора да речем дека е хаос. Хаос е затоа што многу често јас спомнав дека професорите не се prepared за нешто вака.
голем број од професорите не знаат да ги користат Zoom, вакви алатки како Zoom, Google Classroom што користат и многу е проблематично кога не имаш prepared stuff за нешто да направат. И ова е некомпетентно работа од МОН, затоа што да имаш една визија дека ќе треба да го имплементираш remote learning, далечинското учење како дел на образованието, не треба да биде поради коронавирус. Па треба да биде затоа што ние сме секој ден сме повеќе дигитализирани. И ако сакаме и ако не сакаме, ние мора да се адаптираме, да направиме адопт на овие околности што ги имаме. И не можем да кажам дека МОН беше неспремен за ова состојба, затоа што требаше, ако си визионер и ако си министер, треба да размислуваш за иднината, дека мора да имаме далечинско учење, не од корона, туку од дигитализирање на многу работи. Дигитализирање на образованието и многу други работи е нешто што е имплементирано у Србија, у Албанија, у Словенија, многу градови, многу држави имат нешто направено пред корона и сега полесно е тие да го менаџират. Од кај нас што не сме многу prepared за нешто вака. И што моментално многу неефективно затоа што влијае до квалитетот на образованието. Не има нешто да го провери како иде тој процес. Не можеш традиционален начин на тестирање да го инкорпорираш на онлайн и да мислиш дека ова е окей да ги оценуваш учениците. Ова е многу ќе има консеквенци на иднината, затоа што овие одлуки треба да бидат смислено по-добро кога тие ќе одлучат за нешто што е многу важно за државата како што е образованието. Друго за коронавирус и за УНИЦЕФ мислам, што рече дека кризата со коронавирус стана криза во образованието и е глобален проблем ова. Иначе некоја земја е по-добар на аспект да го менаџира, ама во нашата регион што сме тука во Western Balkan countries, кој имаме малце потешко да го менаџираме ситуацијава што го имаме. За матурата сега мислам во околностите што ги имаме, ама пак има празнини и gaps. Многу ученици што имаме зборено од Сојузот велат дека тие сакат да одат надвор за студис и не можат да одат затоа што многу универзитети го пратат имејл дека не ги прифаќат дипломите на овој начин. Треба да направат, мора да направат матура екзам. И сега ова е многу голема празнина во одлуката што е преземена од МОН и обавезно е од страна на тие да мислат за некоја решение што ќе овозможува овие ученици што сакаат да одат надвор да одат надвор за универзитет да не бидат пречено од ваквите одлуки. Да, значи ако добро сватев,
тоа што немаме сега државна матура, голем дел од ученици не можат, тоест факултети од надвор не им ги признаваат дипломите без државна матура, така? Да. Да, и дали се зборувале со Министерството за ова и дали Министерството има некое решение во моментот за ова? Моментално, затоа што ова се случило пред 2-3 дена, моментално работиме да ги имаме сите аргументи, да не само да кажеме дека така. Иначе ги собираме сите аргументи што ги имаме, официјален имейл од Универзитетот во Австрија и Германија, што имаат учениците и што сакаат да одат надвор, и кога ќе ги комплетираме, кога ќе ги имаме комплетал и сите документи, што мислиме дека ќе е нешто многу важно да се направи нешто, ќе го контактираме со имейл да го кажеме што е проблемот. И мислам дека преземи нешто што ќе помогне што ќе ги помогне учениците што сакаат да одат надвор. Да се надам дека во скоро време проблемот ќе биде решен и дека и покрај тоа што ќе си идат надвор, нели, секој заслужува да го добие образованието што го сака. Тоа е human right, така што се надеваме на решавање тој проблем. Сега сакам да те прашам околу корона и образованието и колку сме спремни или неспремни, што може да научиме од ова. Спомнати на почетокот дека и без корона треба да бидеме да се стремиме кон тоа образование од дистанца или дигитализација и да ја користиме во образованието, па така сега од што гледаме што ни се случува, што иде понатак. Што може да научиме од оваа состојба, мислам на аспектот на образованието. После ова Република Северна Македонија мора и државата мора да започне да размислува за образованието и за образованиот систем и целосно да инвестира и да создаве нова визија за образованието на вакви времиња. Затоа што не можеме да кажеме дека не знаеме ако ќе имаме нешто вака. Иначе многу експерти кажат дека на почеток на есента може да имаме друг wave of коронавирус. И сега многу е важно да се размислува за нова визија за образованието, како и да ги вклучат сите актери на образованието, како учениците, професорите, родителите, што тие заедно ќе можат да направат нешто инклузивно и што ќе биде поефикасно од тоа што го имаме, сега. Да направиме една инклузивна атмосфера, environment е нешто што ние го промовираме многу. Кога ги имаме сите актери на донесење на одлуки, имаме по-ефикасни закони, имаме по-ефикасни работи и активности. Да, и се согласувам со тебе и барем од сега малку што повеќе сум вклучен во работиве на факултетот, знам дека без вклучување на сите актери кај мене високото, кај вас средното образование, не може да најдеме заедно решение кое ќе ни помогне на сите, бидејќи не секој има целата перспектива. Министерот ја има неговата, вие имате вашата, родителите имаат трета, наставниците четврта и мора сите заедно да дојдете заедно и да најдете решение за цела ситуација. Ѓорѓи, само и нешто да создавам, затоа што важно е дека овие денови ние го завршиме реакцијата на Сојузот на
влиянието на COVID-19 врз средното образование е нешто 4 страници извештаи, анализа, фидбек на импактот на COVID-19 во образованието. И имаме и recommendation што мислиме дека МОНЕ треба да направи. Е многу студирано реакција како фидбек и мислам дека ќе биде многу ќе има суксес ако институциите ќе го прочитат, затоа што не знам, нешто што има 4 страници, не знам дали ќе сакаат да го прочитат. Да. Дефинитивно слободно пратиме го, ќе го споделиме од устинјан збори за ако на институциите не им се чита, бар тие што нас не следат да го прочитаат и дефинитивно сметаме, бар за нас знам дека стварно ние сме заинтересирани да дознаеме нешто повеќе што се случува, бидејќи на крајот на денот цената година сега овие кои што се четврта година ќе дојдат на факултет, ќе им бидат колеги. Некои ќе идат у странство, ама некои ќе се одлучат и за правен факултет, ќе дојдат и на политички кај мене. Знаеш, сите сме у ова заедно. We're all in this together. И на крајот на денот мора да си помагаме едни со други и баш убаво е така што имаме можност да поразговараме со тебе. Се надеваме дека и доста други студенти и средношколци ќе слушнат ова, па може и ќе дознаат нешто што не знаеле до сега. Мислам дека, знаеш, најбитното го рековме. Мислам, ако имаш уште нешто да дополнеш за средното образование слободно, сакав малце да преминеме кон тој граѓански активизам. Ја и ти се имаме запознаено пред колку? 3 години сега. 3 години. 2-3 години на лидерски камп YMLP во Крушево. И од тогаш, кога се знаеме, те следам, гледам што правиш, па и некако најфасцинантно ми е, поготово дека Азис ми е колега на факултет, па и од него слушам доста работи, за целиот активизам со екогерил. Па дали може нешто на гледачи кои што можеби не ги знаат, не ве знаат екогерила, да ни кажеш нешто повеќе за тоа и како функционира? Сега, екогерила беше не само беше, па е многу важен дел на мојот живот, затоа што беше мојот првиот чекор каде се запознав со граѓански активизам. Беше првото место каде јас ги создадов моите мислења и opinions за многу одредени проблеми, одредени работи во општеството. Јас го започнав работата да присуствам на станите на екогерила во протестите против Југохром за аерозагадувањето и мислав дека екогерила беше и го правеше реформи и апдейт граѓанскиот сектор. Затоа што пред екогерила многу други NGOs и организации не имат направено многу влијание или импакт или change на општеството. Кога дојдеше екогерила, имаше еден clear vision што сакат да направат, да влијаат на to reduce air pollution и сега тие успеат тоа да го направат со протестите. Протестите во Тетово се многу запознавени, затоа што имат 10 или 15 илјади луѓе у streets и мислам дека во тоа време јас бев само 12 години имав, таму се запознав со сите овие работи. Јас сум многу среќен што го имам претседателот на екогерила Аријани Џафери како мојот ментор и научав многу од екогерила. Екогерила е многу како супортер на многу младински организации, ги
тера да ги да направи менторшип, да ги каже како можеш да бидеш да имаш многу успеси како младинска организација, и тоа е многу нешто што е многу важно за Екогерила како организација. Да сега тие Екогерила многу сега работат за тие ги навигнат како хидромафија. Ама пак најважната работа што сега го направи Екогерила е да ги супортира сите млади и други организации да имат успеси на десувањето. Да, тоа е супер да се слушне. Знам од многу доста други луѓе кои што Азис, ти, други пријатели кои ги имам те тоа гостивар, дефинитивно Екогерила е една од тие организации кои што стварно сака нешто да направи, да го смени во општеството, и дефинитивно е за пофалба. Ја би те прашал уште и за Teen Talks. Знам дека од тоа што те следам, баш интересна ми е таа визија за овој настан кој го имаш ко-креирано, па ако може нешто повеќе за тоа да ни кажеш. Teen Talks беше прво инициирано од Хелсиншкиот комитет у 2018 како follow-up activity на еден проект што е навигнато како Challenge History React for Future. Регионална иницијатива со Western Balkan countries. Идејата на Teen Talks е да му дадеме моќ на младите да зборат не само за проблемите, туку да ги промовираме ако имат некоја идеја што сакат да го имплементират или да го направат на секоја direction на животот. Ние сакаме да ги промовираме и да ги супортираме за идејата што го имат. Тоа е многу важно за нас да му дадеме глас на секој млад, на секој ученик, така што Teen Talks беше го направиме на 2 едиции. Првата беше да му дадеме глас на младите да зборат за проблемите или за некоја идеја што тие имат што ќе влијае на општеството, а другата едиција беше да поканиме луѓе од што имат многу искуство и што ги мотивираат младите, и да дадат motivation speech, да ги мотивираат, затоа што јас секогаш кога одам за кафе или нешто друго и зборам со моите другари, сите речат дека многу демотивиран сум од општеството, од тоа и мислев дека да поканиме луѓе што знаат како да ги мотивираат младите е многу важно. Затоа што мотивацијата е тоа што може да направи многу важни работи. Јас може да кажам дека секој ден сум мотивиран и тоа е the secret зашто Сојузот е проширен на 40 градови сега. Ако кажав секогаш јас сум демотивиран, Сојузот само ќе постоеше у Тетово или не може и во Тетово да постои. Така што, кога имаме мотивација да направиме промена во општеството, е многу важно. Јас мислам дека мотивацијата е клуч фактор за да почнеш нешто или да направиш една промена или една иницијатива. Бленди, спомна уште пред да почнеме со разговорот дека си имал доста напорен ден и не би те задржувал повеќе, веќе колку е 9:20, снимаме малце касно. И мислам, ако имаш нешто да додадеш слободно, ја би те прашал као и секој гостин кој што го прашуваме
на подкастот да ни даеш како ги поминуваш деновите во изолација, некоја серија, некој филм, некоја книга за читање или подкаст за слушање. Имам многу гледано и читано многу книги и филмови. За филмови, за серии, затоа што повеќе ги сакам сериите. Last Dance на Майкл Джордан. Сега е тоа што е по убаво да биде гледано. Јас иначе, извини што ќе те прекинам, пред да снимаме, значи пред едно колку саат време или 5-10 минути да снимаме, ја изгледав последната епизода, така што се надоврзува на твојата препорка. Да, многу супер серија беше. Се чувствував многу мотивирано да играм повеќе баскет, кошарка. Така што тие што го сакат, не треба да го сакаш кошарката. Ако си фан на спорт, треба да го обавезно да го гледаш сериите на Майкл Джордан, Last Dance. За книги би препорачав е многу супер книга од Джеймс Карси, се вика Infinite and Finite Games. Е многу ти дава некој друг перспектив за животот и како да ги менаџираш работите на животот и во животот е многу супер книга да биде прочитано. Фала ти Бленди и за препораките и за разговорот и за одвоеното време. Па се надеваме кога се ова ќе помине да ни биеш гостини во живо во студио. Конечно до тогаш ќе имаме ние нешто студио као универзитетски медиум. Така што keep us updated со најновите случувања што се случува кај вас, со поготово сега ево ова последно со матурава, па се слушаме за понатак. Благодарам многу, Ѓорѓи, се слушаме.